Сакаме да го обавестиме градоначалникот на Кисела Вода, господинот Марин Дорчев, да најде сили и храброст да дојде на јавен собир во Драчево, да свика јавно преку медиумите собир, преку вестниците и преку телевизиите. Многу работи се чудни во Драчево. Гледајте ги неговите службени гласници што се објавени на интернет, многу работи се контрадикторни. Има 3 точки за кои треба ние да го прашаме градоначалникот. Кои се тие 650.000 и кусур метри квадратни што се продаваат за 1 евро, пишани во службен гласник. Сакаме да ни каже точно парцела кои се тие. Второ што сакаме да го прашаме, за културно лето има пишани неколку 5 милиона и нешто и 1000 денари. Кои се тие спретници и кои се тие материјални трошкови што за на манифестација што отраи на 3 клучи, кои луѓе ги зимаат тие пари, на што се трошат, сепак се пари на даночните обврзници и народот има право да знае. И третата работа, на кој начин црквата Свети Спас Драчево стигнала до имот, мислам, недвижен имот во местото Урбали, каде што продава гробни парцели, каде нормално ги прави, ги бетонира и ги продава. Колку ние што знаеме, што сме информирани, дека тоа место припаѓа на Република Македонија, сакаме да ни објасни како стигнале до ми. Сакаме да ни каже кои се тие нарочито 650.000 метри квадратни урбани блокови, каде што ги продава нормално со законските прописи, градоначалникот ги нуди за 1 евро на лицитација. Тоа дига голема паника у Драчево, луѓето имаат право да знаат. Една чудна работа е што сега градоначалникот го нема. Дојде на 3 клучи на отворање, на 3 клучи ние се приметуваме нешто дека довело обезбедување. Контрадикторно е тоа што како може на културна манифестација да има обезбедување, како можем да е некоја канцеларија, како да е некоја важна институција, од собствените гласачи, од собствените граѓани, знаејќи го тоа дека во село Драчево апсолутен победник е ВМРО законане. Нелогично е тоа да против на луѓето што апсолутно доверно му искажале на господинот Марин Дорчев, сега на таа културна манифестација да има обезбедување. Доста нелогични работи. До сега може траеше мини собири во местната седница во школото, никој не му поставуваше сериозни прашања, му поставуваа некои прашања од личен интерес. Меѓутоа, за овие 6 месеци што идат, градоначалникот треба да каже колку пари имаше за 4 години као буџет, кај ги трошеше, на што ги трошеше парите. Зашто колку што читаме по вестниците, он има сериозна намера да се кандидира пак. За тој да добие наводно, у наводници, да се кандидира и да добие нов мандат, треба да каже кај ги потроши до сегашните можда и 40 милиони евра, не знаеме колку сме повидеа. Чудна работа на интернет, не можеме завршна сметка да видиме на буџетот. Многу работи се нелогични, затоа му апелираме на градоначалникот Марин Дорчев, заедно со сите советници, да дојде во Драчево, да закаже јавен собир и да биде транспарентност. За приметуваме нешто кај градоначалникот му фали транспарентност. Доколку тоа не го направи, ние понатаму сомнешот може сомнешот према градоначалникот може да се изроди во нешто друго. Толку од мене поздрав до градоначалникот и да дојде на јавен собир.